Онлайн сексуалната злоупотреба на деца е еден од најсериозните предизвици со кои што се соочуваме во денешната дигитална ера. Првата детска амбасада во светот Меѓаши со своите активности постојано работи на заштита на правата на децата, вклучително и на заштита од сексуалното искористување и злоупотреба на децата. Според Драги Змијанац треба да се создаде сигурен и безбеден дигитален простор за децата, а во превенцијата треба да бидат вклучени и родителите, професорите, наставниците, како и институциите. Нашиот Ало Бушако, телефон за деца и млади кои работат 24/7, е сериозно етабиран, поставен да биде не само заштитен промотор за сигурно безбеден интернет, туку и место каде што младите ќе можат да комуницираат со нашите ресурс оператори. Тоа е една благородна улога што има Меѓаши преку Ало Бушако и се надевам дека се повеќе државата ќе стапи неговата важност и улога. Во ера кога децата од 8 до 10 часа поминуваат на интернет, дигиталната средина станува се поважна за нив, особено кога образованието се повеќе се потпира на дигиталните услуги. Тоа освен што нуди нови можности, истовремено и отвара нови ризици за нивно прекршување и злоупотреба. Психолозите препорачуваат отворен разговор без осуда и навремена едукација на децата. Да обезбедуваме простори за разговор со децата и со младите. Колку помала возраст, толку подобро. Да зборуваме за тоа што значи приватност. Правото дека можам да кажам не за нешто за кое што не се чувствувам безбедно, сигурно. Да се насочат кампањи и на владиниот сектор, па и на јавните институции, пак ќе го речам националното координативно тело да смислува такви кампањи за да се потикнеме сите ние. Младите велат дека најважна е едукацијата за ризиците што се јавуваат на социјалните мрежи, но и да се охрабруваат тоа е да се пријави во јавноста. Искуствата неретко кажуваат дека при вакви случаи младите кои се жртви стравуваат од такво нешто, плашејќи се од реакциите на околината. Во Македонија досега имало случаи на сексуална злоупотреба на фотографии.